Јас сум Милица Младенова, во продолжение ќе гледате вести. Добро вечер, почитувани гледачи. И синоќа по Третпат во Кавадарци се одржа протестен марш. Беше упатена порака дека Кавадарци е за унитарна и единствена Македонија. Го следеше Ангел Данов. Граѓанската иницијатива за заедничка Македонија синоќа по Третпат одржа протестен марш во Кавадарци. Поддржувачите на оваа граѓанска иницијатива тргнаа од храмот Света Петка, маршираа низ улиците на градот и стигнаа до градскиот плоштад. Од плоштадот беа повторени барањата на иницијативата за заедничка Македонија. Актерот Диме Коцев нагласи дека изборот бил еден: една химна, едно знаме, еден јазик, едно име за заедничка Македонија. Сите политички партии заедно со граѓаните да изготват платформа за заедничка Македонија и да ги отфрлат платформите пишани во туѓи држави. Бараме од политичките партии во преговорите да не помислуваат да усвојат владина програма која не би била изгласана од граѓаните на избори. И бараме од партиите, и посебно од ВМРО, ДПМН и Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, да не допуштат да се гласа во собрание закон за двојазична Македонија. Затоа што со тоа ќе биде воведена редефинирање на државата. Протестен марш е закажан и за денеска, а синоќа на иницијативата за заедничка Македонија се приклучија и дел од граѓаните на Неготино. Вчера Советот на Општина Градско ја одржа редовната 27-ма седница. Советниците не го усвоија годишниот извештај за реализација на програмата за уредување на градежното земјиште. Советот на Општина Градско вчера попладне ја одржа редовната 27-ма седница. Во знакот на молкот и без многу дискусии, Градско помина една од своите седници. Во изминатите 26 навикнавме на долги дискусии, препукувања, надмудрување и докажување на советниците, но вчерашната помина некако тивко и само со кревање на рака. Имено со 4 гласа за, 3 против и 1 воздржан, Советот ја гласаше предлог за вршната сметка на буџетот на ЕЛС Градско за 2016 година, по краткото образложение од лицето одговорно во секторот за финансии при локалната самоуправа. Со 3 гласа за, 3 против и 2 воздржани, советниците не го усвоија предлог годишниот извештај за реализација на програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Градско за 2016 година. Така само се кочи работата, а Градско губи и пари, кратко искоментира градоначалничката Жанета Чаушевска. Под точката разно, советниците главно од опозицијата се интересираа за бројот на вработени во комуналното предпријатие, како и за тоа кои истите ги плаќа, а од председателот на Советот побараа на следната седница на дневен ред да биде и расправата за технолошката вода. Како што и почна тивко, без дискусии за рекордно кратко време, заврши вчера 27-та седница на Советот на Општина Градско. Утре е меѓународниот ден на жената, 8 март, со тек на време се губи значењето на овој датум. Зошто е тоа така и колку во општеството жената придонесува и успева? Успешни ли се жените исто колку и мажите? На темата која е суштината и значењето на утрешниот празник зборува председателот на Организацијата на жени Визија Кавадарци, госпоѓа Јоана Коцева. Таа е гостин во вестите на КТВ. На овој ден би требало да се потсетиме на неговото историско значење. Идејата за прославување на Меѓународниот ден на жената изникна во работничкото движење кое при крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век представуваше значајна општествена сила организирана во синдикалните движења, боречи се за 8-часовно работно време. Во организираните борби и штрајкови за подобрување на својата положа и измена на општествениот систем, работничката класа не може да ја занемари улогата на жената во таа борба. Затоа, на иницијатива на Клара Цетки, примерен борец и револуционер, на втората меѓународна конференција во 1910 година во Копенхаген,
донесена е резолуција со која се одреди 8 март како Меѓународен ден на жената, како ден кој треба да служи за агитација на женското право на глас и промени во општествено-политичката положба на жените. Од тој ден па наваму отпочнува женското движење. Со децении на овој ден, 8 март, жените отворено манифестирале барајќи општо право на глас и демонстрирале против експлоатацијата на женската работна сила. Динамичниот општествено-економски развој и промената на општествените односи во нашата земја создадеа можности за релативно кратко време да се вклучат голем број на жени во производството, во самоуправните органи и во општествениот и политичкиот живот, со што всушност почна да се остварува нивната целосна економска равноправност. Со отпочнувањето на периодот на транзиција 1990 година, со појавата на плурализмот, со формирањето на повеќе партии, се наметна потребата за промени и во областа на женското движење. Така, во периодот од 1991 и 1992-1993 година се формира организации на жени кои делува во своите средини самостојно со својот статут и својата програма. Конкретно, нашата организација на жени во општина Кавадарци Визија формирана е во месец февруари 1991 година како самостојна општествена организација која во својата програма нема политички карактер. Од тогаш па наваму отпочнаа нашите храбри почетоци во кои имавме превривања, предизвици, во кои градевме нешто ново и прекрасно со кое денес се гордееме. Го градиме новиот дух на жената во Македонија, современ, храбар, моćен и благороден дух на новото време. Но, во тој дух го вградивме бескрајно скапоценното наследство за нас, на жените пред нас, на оние кои во аманет ни ја оставија слободата и независноста. Ние сме поинакви од тие жени, израснати во други посречни услови. Но, така треба да биде. Тоа за нас го сакаа и тие, борејќи се за нашата слобода и мир. Сепак, со нив не врзува женскиот принцип, желбата да придонесеме за среќата и благосостојбата на нашето големо семејство, нашата држава. Ние секојаш им одаваме почит на храброста, доблеста и визијата. Тоа е нашата визија. Таа визија ние денес ја остваруваме. Визијата ни отвори погледи кон еднаквоста, равноправноста и за гарантираните женски права, кои полека, но сигурно ги градиме. Создавањето нешто ново е чудесен процес, а тоа никој не го знае подобро од нас жените, кои сме благословени со моќта да создаваме нови животи. Така и во текот на овие години ние создаваме нова слика за себе и за другите, се менуваме и ние самите, а со тоа ги менуваме сите чинители во општеството. Наметнавме нови погледи и меѓу нас и на другите кон нас. Сликата на денешната современа жена во Македонија е слика на жена која сака да биде активен дел од општеството, која сака да учи, да создава, да учествува, да менува, да истражува. Ние, денешните жени, се бориме против насилството од сите видови. Ја застапуваме толеранцијата и еднаквоста на половите, на етносите, на религиите, на генерациите. Сакаме да бидеме равноправни, а ја сакаме и почитуваме секоја различност. Ги охрабруваме жените во политиката, ја градиме демократијата. Се едуцираме на сите полиња, охрабрувајќи ги жените во политиката, успеавме да го зголемиме и нивното учество. Од 1994 година па до денес имаме направено повеќе акции преку семинари и работилници за нејзино поголемо инволвирање во политиката. Во тоа успеавме. За тоа ни говорат и податоците. Во првиот парламентарен состав, учеството на жената беше 0,2%,
Затоа го иницираме донесувањето на законот за 30% учество на жените во нашиот законодавен дом. Овој закон беше испочитуван од мажите, но не во вистинска смисла, бидејќи жените на кандидатските листи ги заземаа последните места. Токму затоа, повторно инициравме нов закон, закон за еднакви можности. Со овој закон се наложува на секое трето место на кандидатските листи да биде жена. Со тоа веќе е загарантирано учеството на жената во власта и одлучувањето, а тоа е нашата основна цел. Овој процент сега е зголемен на 40%. Само така можат жените преку нивните представнички во законодавниот дом да се изборат за своите права, потреби и барања. Оваа година, со акција на Обединетите нации, така наречена Жените во светот на промени на полето на трудот, така наречена акција Планета, целта е да се постигне и односот 50:50. Значи, ние можеме да се пофалиме дека создадавме нешто ново. А да се создава нешто ново често пати е тежок процес. Во овој растез се соочивме со таа вистина. Бевне и оспорувани и негирани, моравме многу да се докажуваме и напорно да работиме. Но, по се денес сме горди и исправени пред нашите нови децении, че има нови процеси, подобрување и многу работа. Треба да се професионализираме, да ги зајакнуваме уште повеќе своите капацитети и институционално да се доградуваме. Но, ние не се сомневаме дека ќе постигнеме уште повеќе резултати и имаме и верба и сила во себе. Нека не прати таа желба и сила сите жени кои работеле досега и кои не работеле. Само така можеме да постигнеме многу повеќе пред новите предизвици, бидејќи сите заедно сме посилни. Драги сограѓанки, нека ви е честит празникот 8 март со желби за добро здравје и успех во работата и нека ни траат мирните општествени односи во сите сфери на општественото живење. На тема борба против ракот, на време на превенција и поголема грижа за сопственото здравје, денеска се едуцираат 9 оделенците од Општинското основно училиште Пере Тошев во Росоман. Предавач е доктор Тони Јованов, а организатор е Црвениот крст во Кавадарци, во соработка со основните училишта од Кавадарци и Општина Росоман. Од 1 до 8 март секоја година традиционално се одбележува неделата за борба против ракот. Во оваа борба активно со агресивна кампања се вклучува Општинската организација на Црвен крст од Кавадарци. По тој повод во оваа тековна седмица низ сите основни училишта во Кавадарци и Општина Росоман се организираат едукативни предавања на тема борба против ракот и на време на превенција. Вчера ова предавање стартуваше во Општинското основно училиште Димката Ангелов Каберот во Ваташа, а денеска предавањето е во Општинското основно училиште Пере Тошев во Општина Росоман. Ракот зазема тенденција во порасте и најмладиот заболен во Македонија е само 24 години. За жал, постои начин на превенција ако навреме се реагира, вели доктор Тони Јованов, предавач низ основните училишта. Во периодот од 1 до 8 септември се одбележува неделата на борба против ракот. Во соработка со Општинска организација на Црвен крст ги правиме овие едукативни предавања во училиштето, основните училишта во Кавадарци и во Росоман. Целта е младата популација да се запознае со самата болест, со начините на лекувањето, причинителите за самото заболување и како тоа да се спречи што подобро. Комуницирате постојано со младите. Знаат ли всушност за какво заболување станува збор? Младите воопшто знаат за каков вид на заболување станува збор, меѓутоа тоа е голема група на заболувања. Јас се трудам на што по-прост, поопшт начин да ми ја прикажам самото заболување
и сите понатаму работи што следуваат од самата болест. За жал, ракот се повеќе го има, која популација најмногу страда и од кое заболување најчесто? За жал, ракот е се позастапен. За голема жал, популацијата, значи возрастната граница е намалена, така да има заболени од 20, да речеме, годишна возраст па нагоре. Најчеста возрастна популација е од 40 години нагоре. По прво место смртност во Македонија, кај мажи е рак на бели дробови, кај жени е рак на дојка. Ако навреме се започне со превенција, има ли спас од ракот? Целта на овие едукативни предавања е превентивата. Значи, колку по-ран период се открие самата болест, можностите за излекување и за подолготрајно живење и поквалитетно живење на самиот болен се поголеми. Целна група на овие предавања се 8 и 9 оделенците, како најкомпетентни и како генерација добри дисеминатори, што наученото ќе имаат можност и прилика да го пренесат и на останатите. Општинското основно училиште Пере Тошев Росуман се покажа за одличен домаќин денеска, а интерактивно учениците дискутираа по предавањето и со доктор Тони Јованов. Предавањата продолжуваат и утре во Кавадарци во основното училиште Тош Велков Пепето. Од спортот, фудбалерите на Тиквеш утре со гостувањето во Турново го стартуваат пролетниот дел од сезоната во втората македонска фудбалска лига. Изминатиот викенд стартува надпреварите во втората македонска фудбалска лига. Се одигра редовното 15-то коло, а беа постигнати следниве резултати. Новаци Академија Пандев 0:1. Тетек Скопје 0:0. Идентично заврши надпреварот Металург Евромилк 0:0. Во Кичево, Влазе Рими, Вардар Неготино 0:2, победа на екипата од Неготино. По 15 одиграни кола, Академија Пандев убедливо е прва на табелата со 40 освоени бода. На второто место се наоѓа Скопје со 27 бодови, дури 13 помалку од лидерот Академија Пандев. Трет е тимот на Евромилк со 26 бодови, Новаци има 25, а Металург 23. Хоризонт Турново има надправа помалку и се наоѓа на 6-то место со 19 бодови. Влазе Рими собра 15, Вардар Неготино 13, Тетекс 12, а Тиквеш е на последното место со само 7 освоени бода. Забележавте дека во средбите кои што се игра изминатиот викенд не го спомнавме надпреварот Хоризонт Турново Тиквеш. Овој надпревар на програмата е утре со почеток од 14 часот во Турново. Имено надпреварот е пролонгиран по барањето на домашната екипа, екипата на Хоризонт, наводно поради проблемите кои што ги има со облекувалните. Значи утре во 14 часот во Турново Хоризонт против Тиквеш во рамките на првото пролетно или вкупно 15-то коло во втората македонска фудбалска лига. Фудбалерите на Тиквеш, доколку сакаат да ги задржат какви такви шансите за опстанок во лигата, едноставно утре мора да победат. А наредното коло се игра веќе оваа сабота со почеток од 14 часот, а двојките се следни: Академија Пандев Металург, Евромилк Хоризонт Турново, Скопје Новаци, во Неготино Вардар го пречекува Тетекс, а Тиквеш на домашен терен ќе игра со екипата на Влазе Рими од Кичево. На крајот од вестите и временска прогноза.
Времето утре облачно со врнежи од дошта на планините од снег, пообилни врнежи ќе бидат во западните и јужните делови со температура до 10 степени. Во петок во текот на денот врнежите ќе престануваат. Гледавте вести, имајте пријатна вечер со програмата на КТВ.